Ако во Црнагора се обидела да изврши атентат врз председателот, во Босна и Херцеговина да ја мати водата со Република Српска, а во Грција да подкупува високи функционери за организирање населни протести, со цел да го спречи ширењето на Европската унија и НАТО, тогаш до каде е подготвена да оди Москва во Македонија, за да го спречи реализирањето на Преспанскиот договор, а со тој незиното зачленување во двата најмокни западни сојузи кон кои се стреми од осамостојувањето. Ова прашање, до каде одат горните граници на Русија последниве месеци, кога се води интензивна политичка битка за евроатлантските интеграции на Македонија, го поставуваат се повеќе меѓународни истражувачки центри и меѓународни политички експерти, меѓу кои и Институтот за безбедносни студии од Прага во својата најнова анализа. Прашкиот институт во своето последно истражување анализира дали Кремљ во Македонија може да употреби тактики какви што наводно применил со Брекзит и на последните председателски избори во Соединетите држави, користејќи софистицирана машинерија од ботови и тролови за ширење лажни вести, или пак можеби Москва ќе оди уште подалеку, како во Украина на пример, и со сајбер напади да се обиде да ослабне клучни системи во Македонија. Дали Русија во Македонија може да оди уште подалеку од сето ова? Од Институтот за безбедносни студии од Прага се децидни. Да, Москва би можела да оди подалеку од сето ова. Македонците се крајно подложни на лажни вести, а сајбер просторот во земјата е слаб и ранлив на сајбер напади, иако досега не постојат цврсти докази за злонамерни руски сајбер активности во Македонија. Според институтот, засега Русија во своето, како што се вели, политичко делување во Македонија, користи конвенционални методи, како што се искористување на балканските стереотипи, обиди за разгорување етнички тензии и будење на решени конфликти, како и финансирање и поддршка за проруски медиуми или медиуми блиски до партии кои се наклонети кон Кремљ. Тие конвенционални методи, велат експертите, се веќе познати за регионот и, како што вели подпредседателот на Атлантскиот совет на Соединетите држави Деймон Вилсон, треба да не загрижат. We would be naive not to think about or be concerned about Russian influence in the region. I mean, look what happened in Montenegro, an attempted assassination, an attempted coup. I mean, these are some real serious concerns. You've seen this play out already in Skopje. Според Прашкиот институт, типичен пример за конвенционалните методи на Кремљ се изјавите од Руското министерство за надворешни работи дека, како што се цитира, Унијата и НАТО ја поддржуваат идејата за голема Албанија, се мешаат во внатрешната политика на Македонија и на македонците им наметнуваат ставови на албанската зедница. А за сметка на тоа, велат од институтот, Русија себеси се представува како добротвор и заштитник на суверенитетот на тие држави, како противтежа на мешањето на Западот. Ваквите обвинувања официјална Москва секогаш ги отварала со став дека Русија ја почитува волјата на граѓаните на државите аспиранти за НАТО и Европската унија. Таа неретко возвраќа со контраобвинувања дека токму Алијансата и Унијата се тие кои користат пропаганда и ги вовлекуваат земјите во сојуз со нив поради повисоки интереси, а на сметка на суверенитетот и идентитетот на претендентите за членство. Меѓутоа, предупредуваат експертите, Москва може да оди многу подалеку од ова и да спроведе план кој излегува од конвенционалното и преминува во софистицирани методи, како интернет ботови и тролови и специфични методи за сајбер напади, за пропаганда и за ширење лажни вести. Според Руслан Дениченко од StopFake, портал специјализиран за откривање лажни вести, таквите пропаганди се типично перење мозоци. You cannot allow yourself to ignore this problem, because one day you can wake up, look at the window, and you will see thousands of people with machine guns killing each other because they hate each other, because they were persuaded, because they were brainwashed by Russian propaganda. Според него, со таквата сајбер акција и најконвенционалните методи стануваат крајно опасни, а со таква пропаганда лесно се прави конфликти среде Европа, особено во мали земји како Македонија.